Треба човек да извиши цели 1200 метри, па да стаса до Мавровската убавина. Под поимот Мавровска во оваа пригода ќе ги подведеме и Мавровското езеро и населените места околу него, па делови од Шарпланина, па Кораб, Бистра со нивните помаркантни места, луѓе, светилишта или природни реткости. А се знае регионов, што во тие рамки е национален парк, станува еден од најмоќните во сферата на туризмот, спортувањето и рекреацијата кај нас. Портите му се отвораат некаде кај детското одморалиште Бунец или пак овде во Мавровјанови, кои некогаш биле подолу, во средиштето на Мавровското поле, избраздено со водотеците на Мавровската, Никифорската и Леуновската река. Езерото, идеалната надморска височина, богатството од шумски состојни, пейзажните вредности и пред се скијачките терени тука на Дофат, го сторија своето. Пред 30 години започнаа да се градат викенд куќички. Запотоа тие не во од, туку во трг да се раѓаат секојдневно. Бројката наскоро ќе стаса до 2000. А најубавото во сево ова е што повеќето нивни сопственици навреме сватија дека од цемент и од голо железо не биваат работите, туку од каменот и од дрвото, од потоплиот материјал. Се стаса дотаму на естетскиот меѓусоседски надпревар да му се даде природното место, па заличи целото езерско крајбрежје. И со хотелските капацитети се случува истото. Високата категорија не се смета веќе за луксус. Најдобро опремените привлекува најмногу гости. Можеби затоа што во својата понуда ниту во еден момент не заборавија на националната нишка како апликација на работната облека, на земјената тава, на сачот, на дрвената лажица, на своето и само на своето кисело млеко, сирење, кашкавал, на лебот во фурна, на комадот, бакарданот. И згора на тоа, на вродената љубезна насмевка и искреното добре дојде. Старата селска црквичка во Маврово му е посветена на Свети Никола. Поновата сега е потопена, а најновата со манастирскиот комплекс се уште недовршена. Мавровската горна црква, околу која се пронајдени голем број римски гробови, датира уште од 4. век пред новата ера. Додека делови од обработен мермер се пронајдени во манастирчето Свети Пантелеймон кај Никифорово, а датираат од 5. век. Старата селска населба била нешто позападно, веднаш до карванскиот пат што водел од Гостивар кон Галичник и кон Дебар. Долги години во Турско мавровци биле чувари на овој пат, дервенџи. Тогаш овде живееле 94 христијански семејства. И колку за споредба, во пописните дефтери од тоа време, Гостивар била далеку помала населба и од Маврово и од Леуново.
Никифорово велат го основал некој си поп Никифор, кој го подигнал и старото манастирче, а бил најпознатиот пчелар во целиот крај. На храбрата воинка Леона некои го припишуваат формирањето на селото Леуново, додека други тврдат дека целото тогашно поле на оваа местност било собственост на манастирот Света Петка кај Врбен на Коша планина. Како и да е, во овие три села, од кои во Маврово се живее најбројно и постојано, во своето возобновување постои размислата за реалните можности за целосен развој на селскиот туризам. Веднаш спроти Леуново е резерватот. Животните овде си се безбедни, згрижени. Во Националниот парк, кој уште од 1952 година се простира на повеќе од 73.000 хектари, како заштитен дивеч со ловостој или со трајна забрана, за отстрел се прогласени 10 видови цицачи и 82 вида птици. Срната, дивата коза, мечката, рисот, златната куна, видрата, верверичката, сите видови лилјаци и шумската желка може да бидат наполно сигурни. Иако овде-онде ќе заските и по некој криволовец. Ама и за такви се наоѓа лек кај шумарите и кај ловочуварите, кои се многу почесто на терен отколку дома. Особено радува податокот дека списокот на трајно заштитените видови овде е навистина долг. Да споменеме дека се тоа сите орлиња, соколи, ветрушки, буфови, утки, кормораните и малечките мршојаци, па дури и кукомјавката и кукутката. Колку е лесно човек бака да планинари. За неколку минути од Бунец над кораб. И тоа веднаш на најубавите поповите ливади. Не знаел некогаш кутриот поп што да одбере за себе, а ние местово го одбравме за одмор. Од целата екипа овој пат нека работи само снимателот. И кој ќе рече дека се во ова се случува на кораб? Оваа питомина на толку суровата девствена планина, чија највисока точка е токму овде, големиот кораб со 2764 метри. Но овој венечен лак од планинската грдосија, што се протега од југ кон север, се издигаат неколку други врвови со над 2000 метри. А радијалната тектоника направила нивните карпести страни да се спуштаат речиси вертикално и по 500 метри удолу кон Радика. Еве уште нешто што планиравме да ви покажеме. Највисокиот, најмокниот наш водопад што се урива под врвот мал кораб. 138 метри граби за да се струполи во прекрасниот крај на Нистровска, или како што народот си ја вика, длабока река.
водотеци и на целата десна страна од страмнините. Мучавата од нив доминира во целата импозантна длабнатина. Мора човек длабоко и со восит да и се поклони на оваа убавина. Долу, под вистинските небесни водотеци, жужни. Од туристички аспект не знам дали некое село има поубава местоположба. Ова го рекли и многу други намерници, што од белиот свет патот ги довел до овде. Овој планински масив го красат и 8 глацијални езера, најчесто во изворичните делови на реките. Најголемото, Корапското, е со завидни 800 метри квадратни, а височината му е на дури 2470 метри под највисокиот врв. Има едно и под Мал Кораб, го носи истото име, а удолу Себачилски камен по долината на Рибница. Веднаш до него е Средното езеро, па Долното, па Бабин камен, а во нив мразна, бистра вода, ситни ракчиња и змии. Од бујната вегетација само мучуриштата. Дојде наред и Радика. Таа убавица што ја формираат двата големи потока или мари рекичиња, Штировица и Црнкамен. Водите ги присобираат од северните падини на Корап и на Враца, но вистинската река веднаш понира во изградениот севовод и продолжува кон Мавровското езеро. А онаму под Нистрово и Ничкор, кога ќе се состават Рибничка и Нистровска река, ќе си го завземат коритото на некогашното течение на Радика, па дури ќе и го присвојат името се до вливот во Дебарското езеро. Удолу нема никакви захвати, па големите води на Жировничка и на Мала река ќе го преполнат речното корито. Рекичкиве измислени за пастранка, а и преполни со неа. Се среќава и кркушката и поситниот клен, подолу и скобустот, ама поточарката си е поточарка. Само за неа човек мора да биде мајстор и да не лови на крајот на една и почетокот на следната година, во најстуденото време, кога е мрестот. Дозволен мамец е само вештачкиот, значи мушичка и блинкер, ништо друго. Не само природата, туку и човекот создавал бисери на овие простори. По Радика, во бигорот на Бистро од левата страна на реката, Свети Јован Крстител, многу попознат како Бигорски манастир. Од едната страна обкружен со живописните села во подножјето на Кораб,
Ростуше, Велебрдо, Требиште и со оние појужно, Тресонче, Гари и Осој. Манастирот го прават значаен не само преубавиот копаничарски занает, туку и импозантните конаци, повторно дело на мајсторите од овие краишта, кои оделе и работеле во тајфи, како зидари, иконописци, зографи и копаничари. Денешната манастирска црква е огромна по своите димензии, а е градена на старите темели, зашто во манастирскиот поменик е запишено дека целиот комплекс е изграден во 1020 година, кога е насликана и старата икона на Свети Јован Претеча. Денешниот живопис е од раката на големиот Дичо Зограф. Иконостасот пак е работен 1830 до 1840 година од великите мајстори Петре Филиповски и Макарије Фрчковски. Начинот на обработката, богатството фигури и композиции од Стариот и Новиот Завет со право го промовираат заедно со оној во Скопската црква Свети Спас за ремек дело на копаничарската уметност во многу широки балкански или европски рамки. Иконостасот содржи 6 хоризонтални полиња. Во основата доминираат орнаменти од растителниот и од животинскиот свет. На северната страна од комплексот убаво сочувани се монашките конаци. Спротив нив, во приземјето е мошне пријатно уредената гостинска соба со портретите на досегашните игумени. Порано оваа просторија го носела името Дебарска голема одаја. Во продолжение на западниот конак е монументалната трапезарија и по големина и по изглед. Собирала и по 200 гости. Тука се уште првобитните маси и столчиња, сочувана е таваницата во резба и фреско живописот со повеќе композиции, особено на источниот дел. Монашкото братство безпрекорно се грижи за овој наш толку значаен и духовен и културен центар, но има уште една голема благопријатна и благоугодна вест. Веќе е завршена градбата на јужниот конак, сосема автентична на стариот. Веќе е и осветен, па така е исполнета уште една Божја промисла, манастирот во сиот сјај да продолжи да биде колевка и на нашата вера и на нашето битие. Со прашање до Стамбул, а по река може и молком. Знае таа каде треба да стаса намерникот. И евене во Јанче, местото низ кое одсекогаш врвеле карвани од Гостивар преку Галичник за Дебар. И потаму. Да го видиме од преку река, но и да дзирнеме внатре в село, во кое трошните куќи во последно време се заменуваат со нови, удобни, убави, чиниш, палати. Печалбарскиот денар си го прави своето. Добро е што не се прави, не се создава таму, туку тука, дома. Јанче над Радика, а Еленскок над Мала река. Уште едно ремек дело на тогашното градителство. Приказната вели дека токму во таква положба на телото големиот гонет Елен ја прескокнал реката и си ја спасил кожата. Тресонче е село на 3 цркви, на 3 светлини, на 2 маала,
а спаѓа во типот населби во кои куќите не се групирани, така да направат некаков ред и да формираат улица или сокак. Ова е можеби најстаро село во малореканскиот крај, Дервенџиско. Од него се тресел целиот крај, велат, и оттаму името. Крај него тече Тресонечката, која заедно со Гарската, Селечката и Росочката ќе ја создадат мала река, левата последна притока на Радика. А покрај река води патот до најголемиот подземен објект во Македонија, Алилица. Пештера за почит, пештера која предупредува уште при влезот преку река, долу, или оној од горната страна, од Горна Алилица. Станува збор, значи, за сложен пештерски систем од два одделни, но поврзани со класичен тесен оджак висок дури 60 метри. Незиното целосно освојување е повеќе од голем ризик, но затоа пак дојдоа да го почувствуваат спелеолози од 10 европски земји и си заминаа без див. Голема е навистина, моќна, сурова, но и убава, исполнета со води, потоци, езера и украси. Пештерниот накит е групиран, а не расфрлан по објектот. Надморската височина овде е околу 1500 метри. Огромни сали со димензии од 30 па и 40 метри и во широчина и во височина. Влажноста е 100%. Карпите лизгави и поставување сигурносни јажиња дури на најбаналните по тежина делови речиси е задолжително. Големи температурни разлики во овој објект нема меѓу оние во летниот и зимскиот период. Условите за живот се скоро непроменети стотина илјади, а можеби и милион години. Овде многу организми си ги задржале своите карактеристики. Тоа се така наречените живи фосили кои имаат огромно значење за науката, која вели дека Македонија спаѓа во врвот на најбогатите вакви региони во Европа. Југозападно од Алилица, Лазарополе. Овде во последно време се случува нешто што ја исполнува душата со духот на традиционалната архитектура. Тоа е првиот впечаток на секој што повторно навраќа во него по 2-3 години. Никнале куќи, која од која пувава, од камен и од дрво, со порти и прозорци за личотија, со црвени покриви. Чиниш крај нарцисите, јајчарки габи никнале, а црквата продолжува да си доминира сред село. Здание на нашите прочуени градители, а живописана од тајфата на Дичо Зограв. Ако некој Лазар, според преданијата, ги удрил темелите на селото, Ѓурчин Кокале е тој што го задржал, го дооформил, му дал сила.
Оној Ѓурчин што ја напиша првата автобиографија во Македонија, што говореше како македонски и турски, и ернаутски, и грчки. Оној со неверојатни врски и познанства во Дебар и во Битола и во цело Солунско. Ѓурчин што сторил многу за себе, но уште повеќе за родното Лазарополе. И светиот Ѓеоргиј сигурно му е благодарен што му го изгради овој храм, овој дом. Да, најмногу тој. И со пари, и со пот. Слични немумијачки преродбеници имало и во Галичник, кого Бистра, Крчин и Стогово сториле нијет да го скријат в пазуви. И луѓето тамошни, нивните песни, народната умотворба, копаничарството, зографството, обичаите, носијата. Да го скријат од качаци, ајдуци, арамии, од зулумќари. Парно ама сиромаштијата го натерала народецот да излезе по белиот свет. Татамошните да дознаат како се гради, како се живописуваат цркви, како заживува дрвото во рацете резбарски, како се пее, како се печали париче по париче, па здравје на децата свадба да се направи. А за свадба Мијакот секогаш се враќал дома. Пеш, након, со параброд. Големиот ден не смел да се пропушти, зашто бил мевлем за лузните од јабана, ден за веселба, за дробните дечиња, ден за белите вдовици. А до ден денешен, денот на свадбите бил и останал околу Петровден. Години со ред галичката свадба е манифестација на нашето културно наследство, позната во целиот свет. Галичник е од поодамна расадник на истакнати дејци во нашата национална и културна природба. Првиот македонски учебник е од овде, од владиката Партенија Зографски, лексикографот и фолклористот Панајот Ѓиновски, копаничарот Макарије Фрчковски, видните галички првенци Томо и Тодор Томовски, основоположникот на современото македонско сликарство Лазар Личеновски. А ние бевме нагости кај Ѓорги Пулевски, кај човекот што немаше време да го заврши ниту основното образование, а мораше да појде со татка си на гурбет во Романија. Движејќи се постојано и таму со својот народ, собира умотворби, запишува народни обичаи и кажувања и систематски ги обработува. Бара да се напише нашата граматика. Го составува речникот на 3 јазика во форма на разговорник на турски, албански и на македонски јазик. Учествува во борбата за одбрана на Белград, за ослободување на Софија и бива одликуван за херојство со сабја од рускиот император. Овие работи во Галичник може да се слушнат во секое време. И кога се пие кафе сред село, и пред фурна, и пред црква. Галичани едноставно се горди на своите предци и многу знаат за нив. Горди се и на своите куќи, но и убавите во мијачијата. Одамна многу поубави од оние по градовите. Тие поради суровата клима, а и од безбедносни причини, однадвор заличуваат на кули. Но внатре има се. Од рем до клет таен излез за бегање, мазгали за одбрана, чардак за дружење и веселби.
Најстара црква овде е Света Петка. И во неја работело првото келино училиште наречено Даскалица. А ова, Свети Петар и Павле, е осветена пред 75 години. Целата е градена во делкан камен, а живописана од еминентниот овдешен сликар Лазар Личеновски и од познатите иконописци Јаков и син му Кузман, последните зографи од семејството Фрчковски. Коњи на Бистра, разиграни, слободни. Од секогаш ги имал. Особено во периодите кога овчарството било најразвиено, зашто коњот бил основното средство за транспорт на луѓето, опремата и за снабдување стоки од оддалечените пазаришни центри во Дебар, Кичево, Гостивар, Охрид, Битола, од Солунско. По бројот на ергелињата се ценела и економската моќ на домаќинството, но имало и проблеми со расните и убаво одгледани грла, затоа што тие биле постојано на мета на арамиите, а особено на окупаторските војски поради погодноста и за јавање и за носење товар. Желбата ни е да прошетаме по огромните карсни полиња на Бистра, од Галични кон Маврово. По прегледните пасишта на Султаница, Соломуница, кај Прибаре, но нели е најдобро човек да му појде на човека на слава? За сточарите нема поголемо славје од денот на стригот. Тој одамна кај нас е и туристичка атракција, па и на оние што си ја туркаат работата им е позабавно. Како ли било некогаш кога само еден ќаја за стрижење имал по 10 до 15.000 овци? Молзењето башка. Сигурно тогаш се немало време за пеливански работи, иако во други моменти омилен надпревар меѓу овчарите било скокањето со стап, фрлањето камен од рамо, тегнење на стап или јаже. Време е да го споиме убавото со практичното. Нема човек само сетила за присобирање пейзажи. Штом закркорат цревата и сукалото ќе ни заличи на растреперена бреза. Важно е да се има добро пченкарно брашно, вода и во водата дупка. Тогаш работите започнуваат да клокотат. Проблемот е што ваквиот вистински начин на правење бакардан трае доста долго. Откако ќе се измеша неколку пати бакарданот, и тоа убаво, обилно се полева со стопено кравјо масло и повторно се меша. Уште еднаш, па уште еднаш. Да му се стемни на човека ако е гладен. Ама таква си е мајсторијата. Секој не може да направи бакардан. При сервирањето задолжително оди и специјално приготвено кисело млеко, кое може да стои на ладно место и по неколку месеци. Да ја продолжиме прошетката по Бистра. Никогаш немојте да помислите дека таму можете да бидете осамени. Планинарите си ги знаат добро своите маршрути и постојано ги има. Но хит во последниве 2-3 години е возењето велосипед.
Изгледа секој спорт си има и своји помодарски особености. Како и да е, убаво е и здраво. И пейзажот, што е најбитен за Бистра планина, е уште побогат. Летни свежини и зимски сончевини, најубави чаеви, шумски јаготки, малини, капинки и шербет боровинки. Можел народот да и даде на планинава уште 100 имиња покрај Бистра. Јасна, например, спокојна, убава, лична, цветна, накитена или стројна. Се што е најубаво би и прилегало, како што и личат бројните водотеци, понорници и кладенци. Иако е впечатливо закитена со развиена букова и иглолисна шума уште од подножјето, на височиниве е импресивна со својата смиреност. Тогаш таа е навистина комплетен планински туристички мотив. Овие моќни карсни полиња се разбранувале до онаму до каде стасуваат погледите, а потоа спокојно си продолжуваат. Над половина од површините во овој регион се од категоријата високопланинска вегетација со пасишта. Се создале едноставно со потиснување на шумската вегетација со субалпски шуми. Многу од нив се со ендемичен карактер, а типецот е најраспространет. Ако моравме пеш да го изодиме сиот простор предвиден за филмскиот запис, ќе ни требаа денови и денови. И есента ќе поминеше. Снег ќе не фатеше, а тоа и го посакувавме. Да ја видиме оваа питомина и бистра и бела. Да се изнасанкаме и да се изнаскијаме. Крижичарници, ски лифтови на сите страни, патеки за почетници, патеки за поискусните, стрмнини за најдобрите, како за оние што веќе со децении ги собира традиционалниот мавровски меморијал. А љубителите на нордиските дисциплини, онаму долу, крај езерото. При тоа да се напиеме и чај, да се нагостиме, да здивнеме, да се одмориме. Овде нема брзање.
За туристот намерник овде има илјадници легла. Дури вистинскиот капацитет и тоа во најтесниот езерски појас и не може точно да се утврди. Едноставно има толку колку што ќе затреба. И малку повеќе. Зајди сонцето и ноќите, не го реметат ритмот во скијачкиот центар. Кој сака да се ги среди впечатоците од денот, нека повели. Оној што сака да си ги продолжи во бројните ресторани, кафетерии, пицерии, на посериозни музики или в диско. На патеките пак нема застој. Ноќното скијање си има еден поинаков призвук. И се така. Сончев ден, па ноќ виделина. Ред убавина, ред одмор. Маврово, Маврово, кога ќе умрам, ќе ти се воодушевувам уште 2 живота.